Транспорт и жени е изложба која се стреми да даде глас на сите кои некогаш искусиле било какво вознемирување во јавен транспорт, што како појава воопшто не е ретко, вели авторот на изложбата Верица Тенекеџиева. Првичниот мотив за оваа изложба дојде од случка што и се случи на моја другарка додека беше кај мене на гости во Дојран и некако остана тоа така во воздухот, ништо не се случи со него и решив дека е уствари многу добра приказна што може да се искористи за анимација, документарна. Прво идејата дојде од таму да се направи документарен филм, па потоа прерасна во отварање на истражување на истата тема, за да пробам да видам колку приказни ќе соберам, колку од нив се од жени, колку не се од жени. И се отвори цело истражување за кое работев со неколку организации. Работев со Реактор истражување во акција тука од Македонија и две феминистички организации од Србија, Ирида и Оснажене. И со нивната помош стигнав до многу приказни од единствено од жени, иако беше отворено за сите, нели? И после ги селектиравме приказните и решивме да направиме изложба за да видиме како можеме тоа да го канализираме на некаков уметнички начин. И идејата беше изложбата да ги представува чувствата кои овие луѓе ги чувствуваат додека им се случуваат настаните кои што им се случиле. Бидејќи мене тоа ми беше поинтересно и сметам дека некако повеќе може да резонира и да остане во паметот на гледачите и кои да ја посети изложбата или да види нешто од видеото што се направени. Проектот е финансиран од РАјКО, регионалната канцеларија за меѓународна соработка. Јас сум нивен грантист и се имав аплицирано на третиот круг на нивната програма за грантови за млади луѓе за културна работа, така да искрено заради цело тоа нешто и се случи изложбава. Освен анимациите, имате и уметнички дела, како што спомна, па колку се на број и со кого соработувавте во текот на целиот процес? Изложбата е составена од 4 анимации, кои што ги работев заедно со саунд дизајнер од Бугарија, Матјо Дервенков се вика, исто сценаристка од Бугарија, мои бивши колеги од факултет, Ивета Ставрева. Освен 4 анимации, имаме 8 слики кои што се направени од мене и мислам стилот е доста експресивен, абстрактен, така некако не се ограничува во тоа да представувам некој реализам на случките, туку решив дека точно сакам да представам како јас ги разбирам случките на жениве преку емоција. Колку вакви изложби со една позаскриена порака се всушност посетени, односно прашањето е колку јавноста ги препознава и всушност го разбира тоа што вие сакате да го пренесете? Јас лично сум задоволна од луѓето што дојда, не очекував да дојдат толку луѓе. И бев задоволна тоа што видов некои тотално непознати лица на изложбата. Не знам, мислам дека е супер што имаше таков интерес. Нели, нормално имаше поголем интерес и од жени, главно, бидејќи тие попозната им е темава. Мислам, има некаква врска меѓу жените на оваа тема, за жал. Целта е преку визуелна уметност да се даде глас, но и платформа на жртвите на таков вид насилство.